Благодарам, почитуван председавач, почитувана колешке. Мислам дека колешката Жаклина со она што ви го даде за да кажете за Охрид, ви направи огромна штета. Огромна штета. И ајде да одиме по датоците. Прво, мора да се земи во предвид нешто. Акцијскиот план на општина Охрид за спроведување на препораките од УНЕСКО, кој беше изгласан на 30-та седница на Советот на општина Охрид, и според која до крајот на 2019 година, уште колку месеци има до крајот на 2019? 2, 3, колку се? Министерството за животна средина треба да спроведе постапка за ангажирање на консултантска куќа, која што треба да изработи анализа за избор на оптимална финансиска постојана локација, финансиска конструкција за финансирање на интегрирано управување со отпад. Тоа е едно, и анализа на постојана локација за централна постројка за преработка, отстранување на отпад и можен избор на нова локација. Што се случува да видиме со ребалансот на буџетот, од каде што од Министерството за животна средина, што треба да ги направи овие работи, се кратат 18.450.000 денари за чистење депонии и дополнителни 479.000 денари на име унапредување на животна средина. Што може да се заклучи од ова, почитувана колешке? Дека владата на Република Македонија се откажува од Охрид како град на УНЕСКО. И ова е во областа на животната средина, а да одиме во областа на заштита на културното наследство, кој што исто така од пресудно значење да го зачуваме статусот на УНЕСКО на градот Скопје, на градот Охрид, со ребалансот се кратат цели 114 милиони денари. Во однос што кажавте вие за канализациите, во буџетот беа предвидени 187 милиони 183 илјади денари, а кратите со ребалансот се кратат на 92 милиони 250 илјади денари, што значи вие до крајот за овие 3 месеци ништо не планирате да превземете на сметка на задржување на статусот на градот Охрид, заштитен град од УНЕСКО. Во однос на она што вашиот градоначалник го прави по однос на уривање на дивите градби, кое што е само замајување на очите пред јавноста и започна со рушење, знаете каде? Во центарот, уствари на крајот од Охрид. Не знам каде. Неважно, небитно, колку да се кажи, еве, ние нешто почнавме. А додека она, за кое што беше насочено, да се урнат објектите, хотелот во Лагадин, еден куп на објекти кои што се изградени, чиви се, какви се, на кои се, зошто не се уриват, тоа се знае, тоа ќе треба да го прашате вашиот премиер. Зошто почнаја да уриват диви градби на обични граѓани, кои што се наоѓаат во внатрешноста, кои што немат никаква врска со крајбрежјето, а не почнуваат да уриваат дивите градби кои што на вистина сериозно го загрозуваат Охридското езеро. И она што кажавте за градоначалниците, сето ова се прави анализирајќи наназад во време кога градоначалници се за жал од Социјалдемократскиот сојуз. Значи, она што вие го правите за да добиете глас повеќе, а да го поддржите вашиот коалиционен партнер и да му давате локации да гради, значи на диво, за да ви помогни да ја земите власта и на ваков начин да го распродавате Охрид, за жал, не знам како да го наречам. Не знам како да го наречам. А со ребалансот ништо не правите за Охрид да го задржи статусот. Ете точно таа, неразбрани трговци. Благодарам.